Во време кога пазарот е преплавен со конкуренција, ретки се оние кои што умеат да изградат доверба која што трае со децении. Почитувани, добра вечер, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис класа, копродукција на Diners и продукција 10. Јас сум Мишко Јонов, а во оваа епизода ви представувам една фамилиарна, една семејна приказна или приказна од конзервната индустрија, приказна која што започнува од двор во куќа на татко и која што денес е, ајде ако можеме така да кажеме, една од можеби најголемите извозни компании кога е во прашање конзервната индустрија. Станува збор за DMGP, Ѓорѓи Атанасов, прв човек. Добре дојдовте. Добре најдов, добро вечер. Мислам дека горе-доле доволно погодив. Почнувате во дворот на вашиот татко. Така почнува приказната, но пред таа приказна игравте фудбал професионално и се како од фудбал се префрлате на конзервна индустрија, тоа малку ми е чудно. Уште повеќе што после тоа сте и дипломиран правник и магистер. Така. Па добро. Магистратурата е тука некаде. Повеќе ја практициравме отколку што е. Добро. Добро. Фудбал, правник, конзервна индустрија. Добро. Таков беше периодот. Тоа беше пребрежјето, транзицијата од една држава во друга држава. Гевгелија е позната по земјоделието, ние имаме семејна традиција. Не само ние, цела Гевгелија. Така да во тој период кога се отворија и вратите на приватната иницијатива, нешто мораше да се направи. Голем проблем беше тоа што секнаа пазарите. Сето производство кое што порано се откупуваше и се пласираше на пазарите широм Југославија, почна да останува тука по нивите. И ние се обидовме да искористиме таа можност, таа компаративна предност на тоа поднебје. Така да затоа се одлучивме за да отвориме едно погонче за конзервна индустрија, во рамките на кои што сите овие вишоци на производи ги стававме во тегла и правевме некоја додадена вредност. Од тоа и го амортизиравме процесот на продажбата. Ја некако подготвувајќи се за овој интервју, за овој разговор, ми доаѓа она приказна за вкусот на традицијата која што станува бизнис без граници. Може така да го дефинираме, затоа што почнувате во Македонија, веќе вие сте од поодамна и извозна компанија и тоа, ајде, Америка, Австралија, Канада, Србија, Словенија, Швајцарија, Австрија, Босна и така натаму и така натаму. Па добро. Треба да бидете горди на тоа, предпоставам. Иако патот не е секогаш послан со рози, но не е поплачен со злато. Да. Така. Па добро. Сето тоа дојде последователно. Ние таа работа веќе 30 на години. Почетоците беа такви, скромни. Меѓутоа тие почетоци, тој период, тој стар погон, што го збориме, бе од дворот, така? Беше добра основа да пеш се помине целиот пат. Сите тие вкусови кои што ги има нашите мајки и нашите баби, сите тие вкусови се преточија во некои рецепти, некои производи наследивме од бившите конзервни фабрики, меѓутоа некои и сами ги практициравме, така да тоа е еден добар период кога е поставена основата за се што се случува понатаму. Ова 1995-та, 95-та е направена фирмата, проекти припреми, нека 96-та, 97-та почнуваат пионерските почетоци за производството. Што беше во тие моменти, бидејќи го спомнавме периодот на распадот на Југославија? Тогаш беше потешко, што беше потешко, условите или неизвестност? Па добро, и едно и друго. Условите беа такви, какви што беа, имаше многу суровина, имаше работници, за разлика од сега, а немаше технологија, немаше репроматеријал. Меѓутоа, постепено тие работи се нормализираа. Неизвестноста за секој нов бизнис, за секој нов потфат и ризикот се присутни. Така да без да се ризикува не може ни да се успее. Сакам да влезам во мантрата на еден бизнисмен. Кога почнува еден бизнис, вие додуше тогаш сте биле помлад, меѓутоа
постоеше оној момент на страв или бевте сигурни дека ова е тоа кое што ќе успее? Па добро. Стравот, тоа е некоја недефинирана работа. Меѓутоа никој пат не се раководевме од стравот. Секој пат беше присутна желбата и правецот дека мора да се успее. Така да бевме предпазливи. Факт е дека секој нов потек се мереше 2 пати. Меѓутоа, мислам дека страв немаше. Во бизнисот сте заедно, затоа реков фамилиарен, заедно со вашиот брат. И практично ова е апсолутно. Дием, ГП, е Ѓоко и вашиот брат, така? Да. така. За да долом отприлика за името. Братот како се беше како се викаш? Петар. Тој е задолжен во сега ако можам така некако да јас барам да го поделам од страна гледано, тој е задолжен за производството, Ѓоко Атанасов е задолжен за продажбата. И ловењето на оние странски пазари. Почнувате со колку вработени? Па имаше околу 10 до 15 вработени. 10 вработени? Да. Денеска броите? Денеска вкупно околу 200. А во сезоната тој број е значително поголем. Ова се зголемува постепено. Плановите обично бизнисмените ги прават 4-5 години или на 5 на 10 години како тргнувате вие? Па добро. Со планот колку? Добро. Ние за волја на вистината морам да кажам дека независно од овие 5 годишни и 10 годишни планови кои што се нешто така некоја мантра од минатото, ние секоја година правиме план. Пред почетокот на сезоната, план за производство и план за продажба. Така да таа формула досега се покажа како добар модел, а визија мора да имате. Пошироки планови мора да имате. Таргети мора да имате. Така да во рамките на работењето доаѓаат доста предизвици, доаѓаат и добри работи, меѓутоа во секој случај мора цврсто да се гази на земјата и планот кој што се планира мора да биде реален. Колку ви фали Гевгелија во овој моменти? Па да се добро. растаретите од бизнисот, малку вашиот брат е таму, вие сте во Скопје. Па добро, ние двајцата добро се надополнуваме во сите работи. Можеби тоа е формулата затоа што сме заедно веќе 30 години и можеби тоа формулата што успеавме во целата работа. Тој е неприкосновен во оперативниот дел на производството, во иновациите, во продуктивноста. Исто така и мене. Немам и ја тама ограничувања, како што и тој нема ограничувања во освојувањето на нови партнери, нови пазари, така. Господин Атанасов, големите фабрики најчесто почнуваат како една семејна приказна, не како бизнис план. Вие споменувате бизнис план. И кога стартувате практично со 10 вработени, седнувате, правите бизнис план, решаваме во дворот, го отвараме погонот, ќе правиме, односно влегуваме во таа конзервна индустрија, ќе откупуваме пиперки, ќе правиме ајвар, не знам, цвекло, корнишони и феферони, корнишони, така натаму, па потоа доаѓа и сладкото. Стартувате со кредит или стартувате без пари? Не, се почнува ли бизнис без пари? Не се почнува бизнис без пари. Колку и да беше желбата голема, имавме и некои ресурси, меѓутоа направивме план во тој период, бизнес план, и се сеќам дека земавме кредит од 150.000 марки, беа марки во тоа време, ги одобри банката, каматите не беа така прифатливи како сега, меѓутоа тој период беше така малку подруг. Со тие пари фактички го почнавме работењето, вложивме во оние основните машини, вложивме во репроматеријали и така тргнавме. А кога почнува овој бизнис, прво ги наоѓате луѓето од кои што ќе откупувате или прво ги наоѓате парите? Или се оди паралелно? Не, се оди паралелно. Се оди паралелно. Тој момент не фалеше во тој период. Имаше доста луѓе, доста кооперанти кои што се бавија и до ден денеска се бават со таа работа. Тоа веќе го подигнавме на едно повисоко ниво.
Ние уште во тој период го имавме тоа договорно работење. Правевме договори со нашите кооперанти, договаравме која количина на корнишони, која количина на цвекло, која количина на феферони треба да ја произведат за нас. И сето тоа што го договаравме го исполнувавме на обострано задоволство на двете страни. Ако денес сте компанија или фабрика која што вработува отприлика околу 200, така? Така. Или почнувате со 10, денес сте со 30 години подоцна со 200 вработени, почнувате со кредит од 150.000 марки, денес колку вреди е друго прашањето, меѓутоа кога ги исплативте тие 150.000 марки? Кога дојдовте на позитивна нула или кога почнавте? Добро, тоа беше кредит на некои 5 години. Успеавме да го вратиме. За 5 години? За 5 години. Добро, тоа е. Сукцесивно се враќа. После тоа се влага во нови планови, во нови вложувања. Така да мислам дека Мора ли во секој бизнис да се зема кредит? Неопходно ли е? Еве дури и после тие 5 години кога го враќате кредитот, веројатно не се тоа апетити, туку сакате да се развивате и понатаму расте поборувачката, треба да се зголеми. Добро, банките секој пат биле наш добар партнер во тој дел и доколку тоа паметно се трансферира, не би требало да има никакви Зашто прашам? Бидејќи сте земале кредит од 150.000 марки, го враќате, веќе правите одредена сума на профит, кој што може ли со тој профит, кој што генерално бизнисмените го реинвестираат за понатаму и за понатаму и за понатаму, може ли со тој профит без кредит да се функционира или тешко? Добро, зависи какви се плановите и какви се амбициите. Ако плановите се помали, може, меѓутоа ако треба да направите поголемо производство, ако треба да правите поголем фонд на производи, тогаш мора да се најде некоја формула, некој начин како тоа да се isфинансира. Кога е моментот кога сваќате дека ова веќе не е домашно производство и дека веќе станува сериозен бизнис? Па добро, ние во овој момент откупуваме некаде околу 25 милиона килограми свежо овошје и зеленчук. Тоа е огромна количина. 25 милиони? Килограми. 25.000 тони. Сето тоа, ако го преточите во производ, во тегли, е некаде околу 15 милиони тегли на годишно ниво. И тука веќе мора да се каже дека станува збор за една индустрија. Нашата предност е што во таа индустрија успеавме да ги инкорпорираме сите овие традиционални елементи и рецепти кои што ја кажувате, така да денеска нашиот домашен ајвар од 100 консументи 90 кажуваат дека тоа е тоа. Така да некада мислам дека 2003-2004 почнаа посериозните серии на производство. 2010 тоа зема некој замав и после 2015, посебно 2020 веќе се количините огромни. 15 милиони тегли. Така сватив на годишно ниво. Да. Овде се ајвар, цвекло, феферонки, корнишони, се сладко. Со колку почнавте? Па некаде околу 10-15 илјади. За 30 години, значи почнувате со 10-15 илјади тегли, за 30 години стигнувате до 15 милиони тегли, откупувате околу 25 милиони килограми. Така. Овошје и зеленчук, она што е потребно. Горди сте на овој резултат или? Па, секако дека сме горди. Тоа се големи. Ова е според вашите очекувања? Како што според план све мрда планот некогаш изгледува? Па тука сме некаде. Може во оваа индустрија секој пат е дозволено да се промаши плюс или минус 10 до 15%. И кога откупуваме, бидејќи тоа се производи кои што не зависат само од човечкиот фактор, туку зависат и од низа други фактори. Те клима, дали е суша, дали е дожливо време.
купувачите исто така со кои што правиме договори зависат од нивните потрошувачи. Каков е стандардот, има вакви мерки, нема овакви мерки. Меѓутоа, до сега главно правило е тоа дека сме ја погодувале работата со некои исклучоци, плюс минус 10 до 15%. Нешто кога не оди. Се јас сакам да влезам во тој бизнис момент. Се стабилизирате, предпоставам како реагирате? Океј, одиме понатаму. Само напред. Само напред. Само напред. Само напред. Добро, тука мора да се каже дека работиме со производ кој што е растеретен со кратки рокови. Значи, рокот на употребливоста на овие производи конзервирани се 2 до 3 години. Така да ако не успеете нешто, тие 10-15% да ги продадете оваа година, тие представуваат добар континуитет за да го има тој производ во текот на целата година. Меѓутоа никој пат не е ризико дека тоа ќе го фрлите. За разлика ако е свеж производ и него смрзнете, нема што да го правите. Не го продадете за 2-3 дена, тоа треба да се фрли. Како да кажем, препознатлив бренд од сето ова е ајварот, оној баш ајвар, или не ги двоите така? Па добро, баш ајварот е еден од најпрепознатливите наши брендови. Тоа е производ кој што го лансиравме во 2005-та. Ние порано почнавме да го правиме домашниот ајвар. Меѓутоа во 2005-та го дадовме името баш ајвар. А претходно како беше? Домашен печен ајвар. Само така, домашен печен ајвар. Така. Меѓутоа по нешто моравме да се издвоиме од другите и мисливме дека тој израз е адекватен. Консултиравме лингвисти, војаклија, гледавме што како се плашевме да не обвинат дека е некој турцизам. И тоа за наша така несреќа, меѓутоа вистината е дека фабриката кај што е лоцирана, локацијата, местото се вика Башот. Башот. Тоа на турски исто така проверивме дека значи добра локација, нешто најдобро, нешто добро. Кај е тоа Башот? Тоа е во Негорци. Прва сум го слушнал, тоа сум поминал. Така. Ја помислев дека баш ајвар е во смисла на баш баш ајвар, во таа. Затоа е баш ајвар. И локацијата е Башот, и тоа е баш. И баш ова е ајвар. Така, баш е ајвар. И мислев баш, сега се викам дали во Гевгелија баш се вика. Не, така се вика местото. На добар одзив најде тој термин. Во Босна први почнавме да го извезуваме, таму исто така се поклопија приказките баш чаршија, баш ајвар. И тоа го заштитивме како наша трговска марка. Денеска е заштитен како трговска марка во 40-ти земји каде што го извезуваме. Да. Не и ајварот, да не мислат дека ајварот не го украле словенците, така, оти обично не е така. Тоа со словенците е така повеќе некоја, ајде да не бидам погрешно разбран, некоја инфериорност наша дека така кажале словенците, да. Меѓутоа нема ништо, тоа ајвар е генерично име, исто како водата некој да може да е македонски ајвар, словенски ајвар, може да го заштити. Ние го заштитивме како баш ајвар, задоволни сме од тоа како тоа се пласира на пазарот, задоволни сме од оценките, од критиките и се трудиме да го одржиме тој квалитет. Сега, јас сакам да прашам, како се зачувува оној домашен вкус на кој што ние нели обично сме научени во индустријско производство? Знаете, како оди тоа од септември, па пиперки, печење, па лупење, па колку сте блиску до се не знам. Генерално многу сме блиску до тој вкус. Сега да не испадне дека наше па го фалиме. Меѓутоа нашето не е битно е тоа што укажуваат консументите, потрошувачите. Ние ги имаме сите тие анализи. Сите тие кои што консумираат баш ајварот, бар 90% од нив, ние ја погодивме резултантата меѓу тој домашен вкус и овој нашиот вкус. 90% од потрошувачите викат да, тоа е тоа. Може би не е као на баба ми, као на мајка ми, ама е тука некаде.
За разлика од тоа, секој пат има, и добро е да има, кои што малку поинаку размислуваат, некој вика тоа е малку подалеку од баба ми од ова. Мето 90% од консументите се задоволни и мислам дека и тоа е тој момент што нас не прави посебно горди, што таа традиција, тој вкус го задржавме и во еден таков голем обем на производство. Чекај, има рецепт тоа? Посебен рецепт си имате или? Па има Ваш? посебен, да. Да, и го криете, го чувате? Па го чуваме, љубоморно го чуваме. Па не, претпоставам Но секоја добро, компанија тоа си има, значи, си има, да, како... ние тоа и Аха. правило е кога доаѓаат во екна сезона кога е производството, било кој не може да влезе во производството. Така, па го чуваме, не значи кој знае што тоа, меѓутоа Добро, е де, така. горе-доле да, ама Инаку пак рецептот некој- за ајварот е тој. Кога ќе кажеме ние на овие нашиве купувачи, странците кои што немаат толку спознание што е тоа дека го правиме само од 4 артикли, се чудат. Тоа е само пипер, модер патичан, сол и зејтин. Техниката е во варењето. во Тоа пржењето. сакам да прашам, што е тајната на добар ајвар? Технологија или рецепт? Или Па, двете? И двете. Треба да бидат и двете, Мгм. затоа што може да го имате вие рецептот, а ако тоа технолошки не го погодите, ако не знаете колку е доволно, тогаш може да биде Атанасов, кој решава? Вие или брат ви, или двајцата? Се прави ајвар, така? така. Во тој период на производство, велите, да, неколку луѓе од доверба се таму кои се Така. прави. Предпоставам одите да пробате. Така. Ова е тоа терете. Кој Така. пробува? Добро, тоа е повеќе работа на брат ми, он е Аха. непрекосновен по тој дел. Вие пробувате? И јас исто така не сум за подценување. Пробувам. Имате истинчен јас- вкус? Да, и јас имам и една друга пракса. Дали е тоа секој ден, дали е преку ден, на секој излегување од фабрика, знам директно од серијата која што се произведува, да земам по тегло или две од самиот пастеризатор и тоа оди на лична дегустација, дома кај мене. И? Јас го дегустирам, моите деца го дегустираат. Така да сакаме да бидеме сигурни и да бидеме коректни дека тоа што го продаваме и што го нудиме да го консумираат другите, прво ние го консумираме и го пробуваме. И ако нешто не ти се допаѓа, Па добро, застануваш? Се е секој пат. случило таква нешто? До сега не. Не? Секој пат Мгм. умерено ги решаваме. работите. Добро, тоа Така. види, може да се менува затоа што нели кога почнеш да го правиш, пробуваат веројатно пред да оди. Па да, пред да оди Да. нели на полнење на Добро. милионски тегли. Тоа нема се, да, тоа се Аха. серии и ајварот специфично за него е тоа што се поместија сите рокови со сите овие промени порано, ајварот почнуваше се прави во септември месец. Септември на школа, па. Сега веќе 5-10 август индустријата почнува да го произведува ајварот, така да ајварот го правиме ние буквално 3,5 месеци без престан. Аха. Прва, втора, трета нема никаков престани, така да тоа влегува во некоја серија која што треба се издржи и која што е окей. Се насмевнувам затоа што сакам да прашам, дали сопственик на компанија која што прави и произведува ајвар, во септември прави ајвар дома. Ја пали она, како се вели. Нема време за тоа. Не? Добро. Па може некоја фамилиарна откај да знам седнувате, например. Знаете, обично кога живеат тоа некој едве чекаат, се собираат и Добро. како ритуал некој е дека секоја година и то Сопругите, Да. сопругата Аха. на брат ми, мојата сопруга некој пат може така да направат. Аха. Као да кажа дека подобар е нивниот од овој тука. Меѓутоа, обично кој купува ајвар, мажи или жени? ние покрај фабриката, производството, извозот, исто така морам да кажам дека доста го респектираме и домашниот пазар. Да, имате вие и Тука- маркетчиња. Тоа ми е Аха. поентата. Тука лансиравме некој ланец на специализирани продавници, ги имаме околу 19. И кога таргетиравме и правевме истражување кои ќе бидат потрошувачи во тие наши специализирани дојќани, секој пат ги таргетиравме домакинките од 30 до 40 години, дека
Нели, сите сме зафатени на работа, нема време, дека тие ќе бидат наши купувачи и ќе доаѓаат да тргуваат во нашите специализирани маркети. Кога почнавме, се случи нешто сосема друго. Ниједна домакинка не дојде, доаѓаа само домакини. Па ние купуваме пиперки, нас не праќаат во пиперки. И Ама веќе ни прекипи и нас. Како купуваат све некако така намрштено така вика ја да си купам подобро од тука, него ли додам на кванташки, па после тоа и да лупам, така малку се шалиме. Генерално таа работа стана масовно задоволни по тоа колку се посетени нашите маркети, тие фактички се една добра реклама за тоа. Имате во повеќе градови, така? Да. Во Скопје имате на неколку локации. Во Скопје имаме 7, во Битола имаме 2, во Прилеп имаме 1, Куманово имаме, Свети Николи имаме, Штип имаме, Велес имаме. Во проекциите да тоа го прошириме и во другите делови од државата. Тука пред се таргетирана е Струмица, таргетирана е Кавадарци, Охрид, Кичево, така да ќе видиме. Ова со маркетиве ви е стратегија или, како да кажам, се одлучувате да имате собствени маркети од аспект на, сега јас можеби лаички малку, како стратегија за поголема маржа или за контрола на брендот? Па добро, ние секој пат со целите сме умерени. Кого и да прашате, нашите маркети секој пат имаат умерени цени, а маржата не е пресудна работа. Таа е битна, бидејќи тие продавници имаат трошоци. Треба да се покријат. Меѓутоа, тоа е стратегија во рамките на фирмата, бидејќи оценивме дека многу повеќе наши производи може да продадеме во нашите маркети, отколку да продадеме во другите маркети и другите ланци. Иначе ги има вашите производи во други маркети, така? ги има и во други маркети. Големите маркети, ланците. Има и во другите маркети. Имаме ние и дистрибутивен центар тука во Скопје, од каде што ги дистрибуираме тие производи по другите и по нашите маркети. Тоа кога ќе направите перцепција, кога ќе ги понудите вашите корнишони или ајвар во било кој од поголемите ланци, таму има големи гондоли, купувачот има можност да избере од 10 врсти на корнишони дали ќе ја купи вашата или не. Тоа е добро од една страна, ама ние го сакаме овој другиот момент. Кога ќе дојде во нашиот маркет, има цела гондола само корнишони на дија. И среќа наша е тоа што и квалитетот е окей, така да. Таму има разлика кога е вкусот во прашање кај корнишоните од компанија до компанија или... Па, и тоа е рецепт некој? Тоа е некој рецепт исто така, некои се крцкави, некои не се крцкави, некои се меки, некои се... Тука тие работи се до совршенство. Работа на вкус или нели обично велат за вкусови не се разговара, кој е најдобра корнишонка? Што е најдобра? Екстрата. Екстра? Помалата, да. Аха. Таа е поскапа при откуп? Да, поскапа е. Поскапа и ја има помалку. Пример да вие ако откупите 100 тона корнишони, некаде од тие 100 тона едно 20% се екстра. Тоа е големина од 3 до 6 сантими, сето друго се други класи. А по правило највише ја бараат ова екстрата и обично се комбинира кога се... А зашто се бара таа малата? Стварно се висен се бара добро, малата. некако е поделикатесна, е прифатлива за луѓето. И кај цвеклото е исто или таму нема церемонии? Не, цвеклото нема. Кај сите исти? Да. Сакав и ова да го нагласам кога се во прашање нашите маркети. Значи, ние добар дел од овие купувачи кои што ги имаме од надвор, својот интерес го пројавија после посетата на некои од нашите маркети. Посебно овој што е на градскиот стадион, таму доаѓаат доста луѓе од сите страни на светот и обично некој кој што ќе купи му се бендисува производот и така почнува приказката. А што е со Gold Premium? Gold Premium. Тоа е посебна линија на Тоа од кога е тој? Тоа има едно 4 или 5 години, не знам баш точно. Не му е конкуренција на Баш Ајвар или? Не, тоа е на дополнување на Баш Ајварот, бидејќи и сами кажавте за вкусовите не може да се разговара, меѓутоа има луѓе кои што
бараат нешто подобро, нешто над просечно. Нешто што ќе личи уште повеќе што треба да личи на домашен. Претпоставам сега. Да биде дури и подобар Аха, од И домашниот. подобро. Да. Сега Gold кога ќе споменете по дефолт, значи Gold Premium Така. веќе во старт оди класа нагоре. Да, тоа е. Што е посебно тоа е- некои перки се или Па добро, тука друг рецепт е? тука рецептот е тој за евро. Тука е само начинот на допржувањето. И ако овој обичниот баш ајвор што има 14-15% суви материи, Golden Premium од ајвор има некаде околу 24. И сега ово што значи во Тоа превод? значи дека густината е многу подобра Кај Gold? кај Gold, Аха. а веројатно густината допринесува да и вкусот биде така позначаен и има добар одзив од купувачите. Gold премиум ајварот, иако е помлад као линија, веќе си испрофилира одредена група на купувачи кои што исклучиво него го бараат. Веќе почна да се пробива и на странските пазари. Gold Premium? Да. Па добро, имаме ние доста купувачи со кои што соработуваме долги години. Обично кога правиме планови, кога правиме договори, презентираме и тоа што може да биде интересно, што е ново, што може да направи пробив и да донесе доход и тоа. Кој е ги тоа. прави тие анализи? Вие ги правите анализи? Анализа на пазарот? Па ние ги правиме, Да? да. Ние ги правиме заедно со купувачите кои што обично ги профилираме максимално, имаме еден во секоја држава. Кој Која што- е првата сделка, кога е извозот во прашање? Која земја е прва? Прва е Босна. Босна? Босна, Како се случува тој дил, како да кажам? Па добро, Вие одите, они ве наоѓаат? да. Ние отидовме, имаше некои комуникации тогаш. Тие Одите со маркети или со продажно место? Со кој, сега не можам како изгледа тоа? Не, одиме со фирма. Со фирма? Фирма, да, тоа е. Кој што се занимава со Кој што се дистрибуција? занимава со дистрибуција или Аха. во најдобар случај најдобро е да имате фирма која што има ланец на маркети. Аха. Тука имавме среќа што ова фирма има свој ланец на маркети, некаде околу 70 маркети, Цела Босна? цела Босна. Која година ова почнувате извозот? 2004 беше. 2004. 2004. Баш знам дека јас бев на тој состанок со собственикот на фирмата и некако јас се трудев да му понудиме повеќе да земе. Со овие наши аргументи дека добра е робата, дека робата не е проблем и ако не се продаде, ќе може да се продаде во текот на јуни наредната година. Тој вика, ако. Посреќен сум да се продаде сега во... И колку ви купи? Па добро, тоа почна да расте. Некаде првата година имавме околу 100.000 евра соработка. Сега 100.000 евра е обрат или обрат. Аха. Давате роба, они ја продаваат. Сега тој купувач е некаде околу 1,5 милиони евра на годишно ниво во Босна. Ово почнал со 100.000 евра, сега Да, милион да. и пол Па евра. добро, обично така почнува. Тоа значи газите во Босна, а? Добро. Босна, Хрватска, Србија не е за подценување. Србија со маркети сте или врзани или Да, исто да. со дистрибуција? Не, со маркети. Со маркети сме врзани. Швајцарија имаме исто така наш партнер, кој што го продава и баш ајворот и негова робна марка. Значи, наши не тамо или баш швајцарец? Не, па добро. Од бившите. Од бившите? Од бившите ју простори. Се опасни се тамо секаде. Па добро, секаде не има. Аха. Добро, битно во големите маркети ви има низ Европа ваквото? Да. Па нема, овој од Шведска што е партнерот го развива тој дел. Шведска, Данска, Холандија, Финска. И на пример, ја ако отидам во Шведска и ако влезам во не знам кој маркет има таму или во Па добро, Швајцарија. обично пријатели кога ќе одат, ќе стикнат и ќе кажат ве најдовме во Шведска во тој маркет. Аха. Од Австралија ќе пуштат слика, ве најдовме во тој маркет. А во Америка? И во Америка исто така. Во Америка оди исклучиво како баш ајвар. Имаме и таму фирма од Чикаго која што ја работи цела Америка. Во Канада имаме исто така партнер. Тоа е нашата. И кај одат у Америка? У исто маркети големи, ланци маркети или?
добро, тоа е системот на продажба. Не, нема Продажба индикација како оди тоа, од магазин нема и да е партнерот што дистрибуира роба на големо, мора таа стока да заврши во некој маркет. Како се освојуваат пазари, странски пазари? Тешко или се доаѓаш од Македонија? Претпоставам малку е потешко, знаете, во земји во Европска унија да објасниш ти се. Почетокот е секој пат тежок. Сега е веќе полесно, бидејќи нас не бараат. На почетокот морате да ги убедите дека производот е добар, дека е квалитетен. Ние, рака на срце, не сакам да звучи нескромно, по правило се трудиме секој пат тоа што ќе го договориме и што ќе го ветиме да го исполниме, без оглед какви предизвици да имаме, и веројатно тоа е тајната зошто толку години работиме со исти партнери. Има некој кој што ви рекол сакам толку милиони тегли, вие да кажете не можеме толку да испрачаме. Па добро, има граници. Тука тоа беше на почетокот, кога ќе дојдоа, се сеќам тогаш Центропроизвод беше една фирма во. Како тогаш вака кога ти Кога ќе кажа глава боли? милион тегли корнишони, тоа беше импозантна бројка. Сите производители да се соберев од Македонија не ќе може. А вие колку правевте тогаш? Па некаде околу 200-300 илјади. И сега до милиони има. Па добро. Сега веќе се Не, сега да, ама тогаш кога рекам сега милион. веќе сакам да кажам дека тој период и сега е малку поинаку. Еве и ова што збориме 15.000 тегли со 15 милиони тегли. Голема е разликата, ама и условите се други. Интересен е овој бизнис. Јас пак ќе споменам, вие сте чинам дека сте едни од водечките кога е во прашање Македонија, особено во овој дел од конзервната индустрија. Вработени околу 200, рековме, така? Да. Приходите, како ви се движат? Па некаде оваа година е околу 25 милиони евра се вкупните приходи. Од другите компании, фирми керки кои што ги имаме уште 5 милиони, така да околу 30 милиони евра. А тие фирми керки што прават? Тоа е малопродажбата И и транспортната фирма. Значи која околу што 30 милиони евра. 30 така, милиони евра. Говориме буквално за све ова, и за Ајвар, и за... се, да. Тоа е бројка која што може да оди уште нагоре, или? Па се надеваме. Ќе се обидеме доколку знаете сами тоа не можете да го предвидите. Да не разберат луѓе, погрешно 30 милиони се приходи, на тие приходи ќе додајате и расходи. Тие 200 луѓе треба и плата да ќе додајете плати, трошоци, расходи. Кооперанти и така натаму. Ние откупуваме 20 милиони килограми пипер. Помножете по 30 денари, колку пари се тоа? Целиот ви од Македонија? Целиот е од Македонија. 20 по 30. 6, сега не знам колку нули. Па добро. Издатоците се големи. Факт е тоа, меѓутоа без издатоци нема и добивки. Мора да вложите па да извадите. А вака 30 милиони евра кои ќе видиш на компјутер или на завршна сметка, убаво изгледат или? Па добро. Како изгледа? Се чувствувате по мокино, сигурно? Не знам како бизнисмен размислил, стварно не знам како. Нели обично сите тоа милион кој ќе види. Како изгледа милион кој ќе видиш? Не зборам за кеси пари ова. Така. Добро, милион на сметка. Тука е битна количината, меѓутоа битен и профитот, иако. Првиот милион кога е направен? Почнате 95-6-та? Првиот мислам дека е 2003 или 2004. Тоа се евро веќе. Милион евра. Некаде околу милион евра. Прославивте ли? Немавме време. Одмаш да викаш треба да вие милион евра да купиме пиперки додека. Во ова работа нема време за прослави времето. Гази мора да бидете будни. Мора малку да се опуштите сега. Само некој да се опуштите на добра сделка која ќе. Што е добра сделка? Генерално. Добра сделка е кога се задоволни сите страни. Сите страни, Ние, така? Јас сакам секој пат да го гледаме синџирот на. Во добра сделка треба да бидат задоволни и кооперантите, треба да бидат задоволни и преработувачите, треба да бидат задоволни и купувачите, треба да бидат задоволни и потрошувачите. Нема среќа ако вие робата од вашите магазини ја префрлите во магазините на вашите партнери и стои таму. Среќа е кога тоа ќе отиде во
кај потрошувачите и среќа е кога ќе видите на компјутер. Ние чак и добивме едно писмо од еден потрошувач. Така добро, таков краснопис не сум видел до Што сега. пишеше? Не испофали дека Баша Ајворот го вратил во времето кога тој пред 40 години Аха. бил во Македонија и дека тоа било нешто многу убаво и дека сме погрешиле со името, дека не треба да биде Баш Ајвар, туку треба да се вика Баш Ајвар. Два пати Баш Ајвар вика да окрстите. Така да тоа е среќата, парите се менлива категорија, сега ги имате, утре ги немате, битно е да ги имате кога ви требаат, битно е да ги имате кога треба да се откупува робата, кога треба да се плати репроматеријалот, а све друго е релативно. Без парица или кога немаш пари е главоболка. Колку е главоболка и кога имаш многу пари? Не говорам за луксузирање, туку говорам за ова приходна страна која ја зборуваме. Добро. Колку многу пари знаат да бидат главоболка. Знаете, на крајот сите завршуваме во една спална, една кујна, една... Добро, а сите тие пари не се главоболка, бидејќи тие пари кои што се прават, пак одат во функција на производството, тоа све се инвестира, тоа е еден ланец, така да задоволството е во тоа. Како Ние секоја година имаме инвестиции од овие. Сигурно така. Да. Делувате исклучително, не делувате туку исклучително стабилно, претпоставам вака сте и на состаноците, смирен, стабилен. Тенка ли сега за 7 години практично, 95-та, 2003-та, не, колку ќе му даде тоа? 7-8 години го правите тој прв милион, вистина е дека како велат првиот милион кој ќе го направиш веќе е полесно натаму. Само е полесно натаму после првиот милион или? Па во сите работи е така. Не само првиот милион, веќе полесно е понатаму бидејќи веќе патот е разгазен. Формулите се тие. Колку Едноставно се зголемува целата работа. Затоа што знаете што сакав да прашам. Колку таа стабилност, колку бизнисмен кога ќе види толку бројки, може да тргне во друг правец на аздисаност, ако можам така да кажем, и како видите вие, парите се менлива работа, ги имаш, а може и да ги немаш. Колку знае да чеша парата, нели? Обично како велат парите имаат крилја, тие летаат. Така, па добро. Летаат, го немаме ние тој проблем. Го немаме тој проблем. Мислам, никој никако нема тој проблем, али искушува, така? Да. Секој пат одиме по земја, нормални сме, така да све е испланирано, кај треба да оди, што да се земе, како да се земе. И обично ги пуштаме нозете толку колку што е долга чергата. И сега, во однос на воспитување на децата, бидејќи тие се вклучени индиректно во бизнисот. Тука веројатно и тој клучен момент да знае, можеби дека може да има тоа што ќе посака, меѓутоа да го вратите на некоја нормала. Ај почни да работиш, како ние сме почнале. Тие се, така имате сини Кирка. Да. Брат ви не знам, претпоставам сите сте вклучени во... Има внука, брат ми има исто така, Кирка. Сите тројца се вклучени во работава. Ги бива кога пробуваат Се плашам дека не им дадовме некој избор голем да може да решаваат, бидејќи тие заедно растеа со фирмата. Инкорпорирани се во целата работа. Ние ја имаме формулата, 30 на години веќе функционираме заедно и јас сум сигурен и убеден дека и нашите деца таа формула не само што ќе ја задржат, туку сигурно и ќе ја подобрат. Ова е интересен бизнис и како реагирате конзервната индустрија, па ако сакате и како ДМГП, во однос на кризите кои што ги имавме, 2007-2008 на економската, па потоа дојде ковид криза, па не пофати енергетска криза Украина-Русија, па сега имаме
буквално криза, Да, апсолутно, Иран, така. Америка, тоа влие ке вас на цена на суровини, за сега бидејќи вие купувате пиперките, претпоставам ги го зимате најголем дел или сите од Македонија? Сите од Македонија И корнишоните? и корнишоните, да. Мгм. Но има ли... Имаме некаде околу 300 до 400 кооперанти кои што директно работат за нас. И имаме некаде околу 20 Мгм. фирми кои што специјално вршат откуп, исто така со кооперанти кои што робата ја наменуваат за Добро, нас. но имате и вие, претпоставам, нешто кое што може да има импакт на влијание Има, на има. крајна Тука, цена, струја, што ја знам. Апсолутно, ова бранша порано беше мирна, беше доста Сега и стабилна. вас ве допира? Кризи ве? Допира, посебно тоа се пројави за време на Мгм. ковидот и пред ковидот и војната со Украина кога беше. Се случуваше да сите овие добавувачи од кои што зијаме амбалажа, тегли, капачиња, да ја дадат цената на почетокот на годината и таа цена беше недопирлива, не се менуваше цели 12 месеци. И тоа беше така усвоено и така се раководевме и во такви стабилни услови, кога и суровината е стабилна, кога и работната рака е стабилна, вие може да понудите и стабилна цена на партнерот. Немате потреба да покачувате нешто. Мгм. Мето кога посебно војната во Украина стана и ова енергетската криза која што ги зафати овие корпорации, тие почнаа на месечно ниво да ја менуваат цената на нивните производи. Така е. И тогаш кај нас дојде предизвикот што ние да правиме со нашите купувачи. А нашите купувачи, како што ние бевме навикнати од нашите добавувачи да имаме стабилни цени, беа навикнати и се уште се навикнати, посебно овие мултинационалните компании и големите ланци, цената која што ќе му ја дадете во мај да важи до следниот мај. А вие имате можност да овие производи кои што имаат сепак сезонски карактер, да ги направите само во мај и јуни или јули. Корнишоните не можете ги правите корнишоните во декември или ајварите. Така да ако ве погоди тој термин кога цените се многу високи, веројатно ќе треба нешто и вие да коригирате. Ние секој пат сме биле умерени во тој дел. Колку е тигла ајвар? Во Дием? Во Дием Баш ајвар. баш ајвар 208 денари. 208. Да, мало продажно во маркет. Да, идеш да се купиш 208 денари. 208 Кило? денари. Да. Теглата е кило, претпоставам, Да, така? 660 грама. Па добро тоа. Како е пристојно. Па, Мисля се надеваме дека е пристојно, прифатливо е Мгм. од луѓето. Да се вратам на странските На криза, купувачи, да. така, на кризата, така да доста време ни треба да се соочиме со фактот дека треба да му соопштиме на нашиот партнер дека заради тие и тие услови мора да отиде цената Тој горе. не дека не знае, тој знае дека сега... Да, ама и они... Ама он ти вели, да, извини, ние договор си ние подпишеме. сега подпишете нешто. договор. Добро. Не е така едностранно. Има разбирање? Има разбирање. Кај повеќето Мгм. има разбирање. Кај тие што нема разбирање, нормално и не може да има и долгорочна соработка. Кој? Али генерално многу често сме знаеле да подметнеме да биде на наш товар отколку на... Тоа малку македонска работа или? Па не е македонска работа, тоа е ако сакате да оди работата, некој пат мора и да попуштите. Господин Танасов, во бизнисот има емоција? Зависи до човекот. Знаете да бидете Обично. суров? Не. Или... Сега не да зборам за некого да се изманипулира, туку дали има оно емоции или е тоа сурово? Обично велат, добро. договорите се подпишуваат во канцеларија, инаку се прават во кафеана. Само така е, генерално. Така. Добро. Суровоста не е наша Мгм. особина. Се трудиме да Да, ама некогаш па ако покажеш па емоција, па може и да те злоупотребуваат и сега треба да го правиш Добро, превод па само тој баланс. Да, и тоа не е наша особина, да покажуваме преголеми емоции, така да секој пат има некој Аха. баланс, се трудиме да ја најдеме секој пат најдобрата формула која што одговара за двете страни. Тоа е формулата на бизнисот, да бидат задоволни двете страни. Кој пазар беше најтежок за освојување?
Па, Прашувам затоа што вие ги имате сите овие стандарди, ISO Така. 9001, 22000, сега не знам и колку е веќе се, да, 20. имам сега ISO 22000. Тоа 22.000. ISO 9001 веќе го подзаборавивме. Тој беше кој Да. знае од кога. Па ISO 14000, Аха. сега имаме ISO 22000 и имаме IFS стандард. Тој што е? Тоа е меѓународен стандард без кој нити вие можете да пласирате роба во овие поголемите мултинационални компании. Тоа го ланци. бара они или го бара Европска унија? Европска унија. А во Тоа- Америка исто важи тоа? Исто, Аха. исто, да. Така да нити па они може да купат роба ако вие го немате тој стандард. Аха. А Хасап има? Кај вас? Има и Хасап? Да, има тоа се стандарди кои што мора да се почитуваат и тоа е темелот на производството. Ово влезат во НАТО нешто ни помогна овака да ги расшириме пазариве, да ги отвориме. Што ја знам да продавате ајвар на некоја војска, карикирам сега. Да, имаше такви обиди, меѓутоа нешто значително нема во тој дел. Јас пак ќе повторам, имаме ние доста стабилна Аха. мрежа на купувачи, ексклузивци се сите тие за нашата роба. Правиме годишни договори кои што веќе некој пат стануваат и рутина. Колку години соработувате со сите тие? Веќе сте од Па, почетоците или од кога почнавте да извезувате? Да. Значи Па имаме. не менувате, горе-долу Не и се менуваме, знаете. нити па и- нас не менува, така да. Па и тоа е добро. И тоа е добро. И кој Тоа е пазар, сега не разбрав кој пазар беше најтежок за Па освојување? добро, некако швајцарците се така пробирливи, Аха. меѓутоа успеавме и таму да ги испегламе работите. Се трудиме со Германија да најдеме нешто позначајно. Германија е голема, земја е голема. 6 милиони колку е. Да. голем потенцијал. Таму немаме ексклузивец, таму имаме 2-3 фирми кои што работат за нас. Имаме некои стратешки планови да ги освоиме, уште пазарите останаа на Италија, Шпанија и Полска, така Тамо да немате Италија, што? Имаме нешто Азија? индиректно. Јадат ајвар таму или тие? Не, имавме некои пионерски обиди порано во Кина, пуштивме една-две И? пратки. Некој повратен ефект немаше, тоа така беше Они се на риба палиативно. повеќе Така, научени. нешто отиде во Емиратите, нешто Кувајт пробавме, ама тоа се толку символични количини кои што комерцијално ништо не значат. Повеќе така за маркетинг и за реклама. Тешко ли е да се најдат луѓе за работа? Во денешно време е тешко. Тешко е, ние се уште се справуваме со Аха. со тој проблем, меѓутоа факт е дека тоа е проблем кој што се повеќе и повеќе се наметнува. Имате генерално млади или повозрастни? Да немате непалци? Не, Не? не. Имаме ние луѓе во фирмата кои што се заедно со нас Со од 20 20, 15, 10, 25 години. Тоа се луѓе во кои што сме вложиле, кои што и они вложиле во фирмата кај нас со работа, со честност, со труд. И тоа е за почит. Ово излезе денес потешко е човек да најдеш од колку пазар, така некако му Па, тоа. некако се сменија работите. Јас кога ги анализирам сите работи, порано беше многу потешко да се продаде, а полесно да се произведе. Сега некако се свртеа работите, потешко е да се произведе, а полесно е да се продаде. Да финиширам, господин Атанасов. Што се жртвувавте за овој успех? Вредеше ли? Ова е успех во секој случај. Вие сте бонитетна компанија, рековте отприлike околу 30 милиони евра приходи ја завршивте годината, почнавте бизнис со колку десетина вработени за денес да броите околу 200, тоа е козерна индустрија. Козерната генерално не вие со учествува солидно во извозот и во буџетот? Да, па во изводот, во буџетот не знам колку, тоа треба статистички да кажат Добро, луѓето што но се бават во со таа извозот? работа, во извозот од анализите што ги имаме и во рамките на браншата некаде околу 110 милиони евра. Само козерната Само индустрија козерната извезува. Што е солидна бројка. Па добро, е солидна бројка за држава како Апсолутно, Македонија. да. А во Русија не сте пробале? Сме пробале. И? Тоа беше пред 10 години. И имаше една фирма со која што доста долго работевме Аха. на тој пазар.
направивме една извозна сделка, меѓутоа некој повратен ефект немаше од таа работа, после зачести и овие перипетиите со проблемите со Русија Да. и така да. И затоа реков и на кратко ќе сумираме. Има ли жртви овој бизнес? Има многу жртви. Да? Тие жртви свесно ги дадовме. Меѓутоа, тие жртви не прават и задоволни и горди, што сепак успеавме да направиме нешто. Вреди ли И се? тоа е, мислам дека вреди. И тоа е смислата и на работењето и на животот. Ако почнувате од денес би сменили нешто поинако или не? Па добро. Само место марки евра би били кредитите, предпоставам. Или би се вратили на фудбалот? Да, фудбалот. Фудбалот е една убава работа која што доста се практицираше и кај нас. Порано и сега се практицира, меѓутоа и тука некако порастаа стандардите. Порано ако дерби беше Брегалница Штип и Вардар. Не, Сега Вардар дерби- Пелистер било дерби. Или Вардар Брегалница, да. Пелистер. Добро, Брегалница со Кожу беше Брегалница, дерби. Така. Кожув, Брегалница, Беласица, Осагола. Сега така, да. перцепцијата е без Барселона и Реал Мадрид ништо не е дерби више во. Јас се извинувам Така. се, ама Бајер Минхен ПСЖ беше одлично дерби. И тоа е така. одлично, да. Добро. Фудбалот го игравме од љубов во тоа време. Беше повеќе од сигурно дека фудбалот не може да биде некоја екзистенција, освен ако не се влезе во тие води професионално да се биде тренер и таква работа. Така да не би менувале. Макар што моја неостварена желба беше да бидам професионален фудбалер и тоа да ми биде животен позив. Меѓутоа, некако се... Добро е Ивак. Што Добро е имаме, Ивака, барем зашто? имаме ајвар и одлично е Ивак, имаме ајвар, имаме Така. корнишунки, Имаме сладко. имате сладко од смокви и зелени И и... зелени, и зрели, сладко од јагоди. Што е разликата измеѓу зелени и зрели? Кои се поубави? За мене се зрелите, а повеќе ги бараат зелените. Аха. Зелените се нешто што е карактеристично за тоа поднепје во Кевгелија. И тоа е така деликатесно. Сладко, бидејќи го нема секаде. Зрелата смоква доспева малку подоцна. Се троши ова сладко од смокви? Се троши. Да? Се троши, да. Знаете, порано без сладко беше незамисливо да влезете било каде дома. Одма Добро. со оне миленцава, па во ќе ви донесат прво добре Да, дојдовте, тоа ви беше повелете гест сладко, на тоа беше на добре домаќинот кој дојде, ќе влезе, да, добре така. дојде, да. Денеска полека ги губиме тие гестови, но Се враќа тебе сега на модерно ниво. Сега одите во кафич на кафе, па ви нудат сладко. така е, да. Да. Со кафето ви дават и Да. и сладко. Нешто уживате вие или само работите? Само ајвар правите и цвекло и корнишони? Знаете да уживате малку? Прето само внуци ги Да, споменавте, така? Да. Па добро, семејството е секопат тука. Аха. Да се амортизираат сите овие работи. Нешто убаво што се случи е доаѓањето на внуките. Јас имам 2 внуки, веќе имаат 6-7 години. И нема тоа е толку позитивна енергија, така да го амортизира секој стрес и не би треба друга релаксација. Порано знаев да прочитам некоја добра книга, некој филм, да се изигра фудбал со генерално Друштво. поднослива е. А кога станува бизнисмен, спиење компјутерот го отвара одма? Проверува сметки или? Па добро, не мора да значи. Или Не, ви, баш уствари сега ви јавуваат одма, бидејќи имате луѓе и јавуваат. Добро. Сега вие сте индустрија која што е малку по, знаете, не мора на дневна основа да гледате, но Не, ги гледаме на дневна основа, све се прати на дневна основа, меѓутоа генерално тоа е работа без која што не се може, вие добро кажавте. Парите е битно да ги имате кога ви требаат. Ако ги немате, не можете и да функционирате. Меѓутоа не значи дека тие се па не се нешто пресудни. Така. Некојаш идејата е најскапа во секој бизнес или? Идејата, пријателите, коректноста, Остана нешто човечко? остана. Остана, да. Таман ќе Не знам помислите. како е во бизнисот, вака кога гледаме надвор малку. Па добро, ние се трудиме да не бидеме
имуни на сите збиднувања, меѓутоа длабоко го практицираме тоа коректното во сите сфери од живеачката. Јас ви посакувам многу успех. 95-та, колку 31 година веќе, да славите уште многу јубилеи, па нека преземат и наследници. И драго ми што еден ваков семеен бизнис прераснува во империја, може би преголем збор, меѓутоа во една сериозна компанија која што ја гледаме извезува буквално на секаде. Империја вие кажавте, ние не. Да, ја кажав империја, затоа реков да не е малку преголем збор, меѓутоа од една семејна фирма која што почнале во двор, да денес стигнете до фабрика со 200 вработени, со ваши маркети, продавници, каде што се продаваат ваши производи, со извози буквално низ целиот свет. Продолжите понатаму со ова темпо, се надевам дека ќе има пиперки, смокви, корнишони, што повеќе македонско производство, тоа подобри за вас. И купувачи, се разбира. И благодариме. Благодариме, ни беше задоволство да ја споделиме приказката со вас. Секој е добро. Беше ова Ѓорѓе Танасов, еден од собствениците на DM ГП во бизнис класа, копродукција на Diners и продукција 10. Не заборавајте, почитувани, subscribe, лайк на нашиот YouTube канал Мичко Иванов и на социјалните медиуми Facebook, Instagram. Ние повторно се гледаме за 7 дена, до тогаш довидување.